Не бирајќи зборови, првиот човек на Citroen, Винсент Кобе, во јавноста изнесе цврст став дека кросоверите немаат иднина. Според него, лошата аеродинамика и електричниот погон ќе им ја донесат судбината на диносаурусите. Иако вака изнесеното тврдење делува доста храбро, имајќи ги во предвид трендовите, сепак има доста вистина во тоа. Citroen некогаш беше ориентиран кон семејните моноволуменци, за потоа кога PSA групата конечно се определи да тргне по стапките на другите, брзо ја трансформира гамата. Неа сега во поголем дел ја сочинуваат токму кросоверите, кои скоро без исклучок доминираат кај купувачите на секаде во светот. Ги сакаат и производителите затоа што им носат подобра заработка. Па сега Кобе смета дека нивниот крај ќе наближува со исто темпо со кое електрификацијата ќе задира во сите пазарни сегменти, иако неговиот радикален став е тешко да се замисли од денешната перспектива. Образложувајќи го своето мислење со факти, тој наведе дека лошата аеродинамика ја крати електричната автономија за 50 до 80 километри со едно полнење на батериите. Сличен аргумент важи и за тежината, која кај кросоверите секогаш поголема отколку кај автомобилите со класични форми. За да се неутрализираат овие ефекти, производителите мора да користат батерии со поголем капацитет, со што тежината станува уште поголема, но и цената. Со тоа, според Кобе, кругот на логиката се затвора, оставајќи ги кросоверите надвор од него.